Добар ден, ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по македонски јазик за второ оделение. Ова е видеолекција за филмски приказни. Што ќе научиме денес? Денес ќе научиме што е цртан филм, што е анимиран филм и што е куклен театар. За оваа видеолекција потребни ви се следните материјали: листови хартија од печатар или пак од блок за цртање, молив, дрвени боички, лепак за хартија, целотејп, ножици, линијар и кутија за чевли. Ќе започнеме со цртан филм. Цртан филм е раскажана приказна, која настанува со оживување на цртежите. Цртаните филмови се забавни, хумористични и возбудливи, затоа се многу интересни за децата. Најчеста тема во цртаните филмови се пријателството, љубовта, правдата и постојаната борба на доброто и злото. Цртаните филмови се прикажуваат на телевизија. Дали ги знаете овие ликови од цртаните филмови? Пинк Пантер, Мики Маус, Маша, птицата Џивџи, прасето Пепа. Сега ќе ви прикажам едноставен начин како оживуваат цртежите, односно како настанува цртаниот филм. Тоа ќе го направам со картончиња на кои има едноставни цртежи. Цртежите се поставуваат во низа. На првиот цртеж има нацртано земја, на вториот на земјата како изникнува малку едно растение, на следните цртежи како почнува да расте и како расцветува растението, а потоа до растението се приближува и лета една пчела. Сега ќе го обојам последното картонче и истото ќе го поставам како последно во низата од картончиња. Ќе ги собереме сите картончиња од последното до првото. Првото треба да биде најгоре, ги редиме убаво, ги поставуваме малку скалесто, а потоа на едната страна од картончињата ставаме целотејп за да ги прицврстиме. Со брзо движење на картончињата се добива придвижување на цртежите, односно како тие да оживуваат, како растението да расцветува. Ова беше едноставен начин за да разбереме како настанува цртаниот филм. Анимиран филм. Анимиран филм или филм со кукли настанува со оживување или анимирање на куклите. За изработка на анимираните филмови денес се користи компјутер за цртање и анимирање на ликовите, како и за различни ефекти. Луѓето кои ги произведуваат цртаните и анимираните филмови се викаат илустратори или аниматори. Дали ги знаете ликовите од овие анимирани филмови? Спајдермен или човек пајак, Пинокио, Штрумфови, Мачорот во чизми, Пепелашка. Куклен театар. Представата која се изведува во живо со кукли се нарекува куклена представа или куклен театар. Куклите кои се користат во куклениот театар се викаат марионети.
Тие се придвижуваат од човек со помош на жици или конци. Тука јас имам една дрвена кукла која исто така се придвижува со конец. Со конецот се поврзани рацете и нозете на куклата. Кога јас го придвижувам конецот, се придвижуваат и рацете и нозете на куклата. Тоа изгледа вака. На овој начин се анимира мојата кукла Пинокио. Освен марионетите, во куклениот театар се користат и кукли за рака. Овие кукли се изработуваат од платно, како оваа моја кукла, и внатре има определен дел каде што можат да се стават прстите од рацете, во делот на главата на куклата и во делот на рацете на куклата. Како ќе оживее или како ќе анимираме куклата? Ако ги придвижуваме прстите на рацете, може да се придвижи главата или рацете да се придвижат на куклата. Како тоа би изгледало во една куклена представа? Јас сум принцезата Роза, ама денес многу сум тажна. Ја изгубив мојата сликовница, а толку многу сакам да ја читам. Насекаде ја барав. Може ли некој да ми помогне да ја најдам? Ве слушнав, принцезо. Јас сум храбриот витез, што се борам со мојот меч. Но знаете што? Секаде го пребарав кралството и никаде не успеав да ја најдам вашата сликовница. Се извинувам многу, се извинувам. А сега, од кого да побарам помош за да ми ја најде мојата сликовница? Може би треба да побарам помош од добрата вила. Добра вило! Повели, принцезо, те слушнав. Кажи ми, каква желба имаш? Јас ја изгубив мојата сликовница, а сакам многу да ја читам. Дали можеш да ми ја пронајдеш? Се разбира дека можам. Можам се со мојата магија. Само види сега. Абракадабра! Аха! Повели, принцезо, евеа твојата сликовница. Ти благодарам, многу добра самовило, ти благодарам. Освен куклите за на рака, можат да се направат и многу поедноставни кукли, за да направиме некоја куклена представа. Например, кукла на стапче. Како изгледа таа? Можеме од хартија да направиме едноставен цртеж од некој лик, а потоа да го ставиме, да го залепиме на стапчето со помош на салотејп. Како ќе анимираме оваа кукла? Со помош на движење на стапчето. Исто така, има и кукли кои се ставаат на прстот. Тие имаат определено место каде што може да го ставите вашето прсте и оваа кукла се анимира со движење на прстето. Еве вака. Вакви кукли за на прст може да се изработуваат и од хартија. Тоа ќе го имате како задача. Меѓутоа, прво да видиме што се ни е потребно за да направиме куклена представа. Потребно ни е да направиме сцена, да направиме кукли и да напишеме текст за секоја од куклите. Задача. Ќе изработиме едноставна сцена за куклена представа и една хартиена кукла
за прсти. За оваа задача ни е потребна кутија за чевли, лист хартија, салотеип, лепак за хартија, молив, боички, ножици и линијар. Најпрво земаме еден лист хартија и го цртаме во димензии како што ни е капакот за кутијата за чевли. Јас избрав да направам сцена со море, бидејќи куклената представа што ја планирам е сказна за рибарот и рибката. Откако ќе го направиме цртежот, ставаме лепак за хартија од задната страна, внимателно оставаме лепакот и потоа ја лепиме изработката на капакот од кутијата за чевли. Внимателно ја поставуваме и притискаме малку со прстите. Додека пак во кутијата треба да направиме дупка во форма на правоаголник, тоа ќе го направите со помош на возрастните. И на кутијата со помош на салотейп го прицврстуваме капакот. Ова е многу едноставна сцена за куклена представа, која што сами може да ја изработите. Сцената може да биде и некоја шума или пак замок, во зависност од вашата куклена представа. И ете, сцената за куклената представа е готова. Сега ќе преминеме кон цртање на куклата за прсти, а тоа е златна рибка. Ја цртаме рибката со должина и ширина од прилика околу 4 см, потоа цртаме една лента која што е долга 10 см и широка 1 см, ги сечеме по линијата и на тој начин правиме кукла за прсти. Лентата ќе ја исечеме во зависност од големината на прстето каде што сакаме да ја ставиме куклата. Ставаме на едниот крај лепак за хартија, ја прицврстуваме нацртаната фигура и готово е. Куклата за прсти е готова. Јас имав изработено и уште кукла за прсти еден рибар. И сега да видиме како изгледа куклената представа. Колку среќен ден си фатив златна рибка? Те молам, рибару, да ме пуштиш, ќе ти исполнам 3 желби. Тогаш во ред, ќе те пуштам. Која е твојата прва желба? Сакам да ми изградиш куќа на брегот. Во ред. Така, ова беше едноставен начин како да изработиме сцена за куклена представа и кукла за прсти. А сега да повториме што научивме во оваа видеолекција. Што е цртан филм? Цртан филм е раскажана приказна во која оживуваат цртежите. Што е анимиран филм? Анимиран филм или филм за кукли, со кукли, е филм во кој оживуваат куклите. Што се аниматори? Аниматори или илустратори се луѓе кои ги произведуваат цртаните или анимираните филмови. Што е куклен театар? Куклен театар е представа која се изведува во живо со кукли. Како се викаат дрвените кукли што се придвижуваат со конци или жици?
Дрвените кукли, што се придвижуваат со конци или жици, се викаат марионети. Ова е еден линк од цртан филм кој што можете да го проследите. Тој е на македонски јазик. Откако ќе го проследите, треба усно да го прераскажете. Вториот линк е линк на куклена представа, исто така на македонски јазик, која што треба да ја проследите, а потоа писмено да ја прераскажете во вашите тетрадки. Се надевав дека ви беше интересна оваа видеолекција. Се гледаме наскоро во следната видеолекција. До гледање!